Во свет полн со информации, како да се пронајде медиум со доверливи вести? Многу треба да се внимава на секакви информации дека се пласираат и бидејќи има и безброј информации на интернет, најчесто се обидувам да верувам на информации кои се пласирани од медиуми на кои може да им се верува. Домашни медиуми, баба, дедо, мајка, татко, на ондај медиуми не верувам. Kryesisht që besoj mediumeve të cilat mund të ndjekim le të them nga televizioni, pasi besueshmëria ime tek ta është pak më e lartë se sa portalet. Kryesisht nuk zgjedh të marr informacione nga rrjetet sociale si TikTok, Instagram dhe Facebook. Во свет полн со дезинформации, безбедно е прво да се провери пред да се сподели. Една информација може да биде пласирана на различни начини и да има различни значења, бидејќи една информација може да се манипулира со неа многу и затоа таа претходно би требало многу добро се провери. Дали понекогаш и медиумите вознемируваат? Почна вознемирува медијата тоа што Начинот на кој што начинот да го кажуваат, што го преувеличуваат Да. и сметам дека може на многу полесен начин да се каже, не мора да Некои се информациите не се толку големи, Да. не се толку страшни како што ги прават Право, со го зборовите, превеличуваат. со сликите. Сепак, нешто го прави новинарството интересно како професија. Тоа што работата не е секојдневно иста и секој ден се поразлични темите, од да речеме некои поучни теми до некои со поголем адреналин, авантуристички. Размислувајте критички, споделувајте разумно, прашувајте и барајте одговори. Со активно учество заедно можеме да создадеме поодговорна медиумска заедница и побезбеден дигитален простор.